А сега ќе ја завршиме дела 10 глава, Петровата проповед. Конечно ќе дојдеме до проповедта, кое што Петар ја држи на целиот Корнилиев дом во Кесарија. Застанавме некаде кај 27 стих. Требаше се случат две големи чуда, надприродни чуда, виденија, ангел Господов, за да Петар и Корнелије се сретнат. Многу чуден, надприроден начин на закажување средба. Како да не постоеше природен начин за закажување на ваква средба. И конечно се среќаваат. Прочитавме додека Петар влегуваше, што ако не беа овие надприродни чуда, никогаш немаше да се случи Петар да влезе во Корнелиевиот дом во Кесарија. Додека Петар влегуваше, Корнилиј му дотрча во пресред, падна пред нозите негови и му се поклони. Се разбира да биете вака препорачани кај некого со Божија ангел, може би ваква чест ќе добиете од луѓето. Но Петар бил свесен дека не му припаѓа таква чест. Петар го подигна, 26 стих, и му рече: стани, и јас сум само човек. А кога ангелот му го кажал истото на апостол Јован во Откровението, додал и уште нешто. Кому треба да му се поклониме? На Бога поклони му се. 27 стих. И така разговарајќи со него, влезе внатре, каде што најде мнозина собрани. Корнелиј, значи, се погрижил. Веројатно целото негово семејство, подалечни роднини, пријатели, војници од неговиот гарнизон, значи, сите по наредба. Реков, колку биле, не можеме да кажеме со сигурност. Но може да биле и 100 души. Може да биле и 50 души. Тоа се веројатно минималните можности. Може би биле и многу повеќе. Не можеме да кажеме. Текстот едноставно ни вели дека Петар, кога влезе внатре, најде мнозина собрани. Значи, ова било како една мала црква. И што е првото што им го кажува? Почнуваме со неговите зборови во 28 стих. И им рече: вие знаете дека на човек јудеец му е забрането да се дружи или да оди кај човек од друг род. Видите колку била силна ова предрасуда. Зошто знаеме? Јудејците биле луѓе, незнаборците биле кучиња. Како што ќе им напише апостол Павле на Ефесијаните: вие кои што некогаш не бевте народ, ако не бевте народ, шо бевте, значи? Според еврејското гледање на светот. Како што рече и Исус пред жената Хананејка: не е добро да се земе лебот од децата и да им се фрли на кучињата. Но вие кои што некогаш не бевте народ, што станавте според апостол Павле? Сега сте народ Божи. Сега сте луѓе, но повеќе од луѓе. Сега сте избран род. Сега сте народ Божи. Тоа што повеќето евреи веќе не се. И сечените гранки не се тоа. Не ни може да бидат.
Но апостолите и 3,5 години по Христовата смрт, и воскресение, и вознесение, и Петдесетница, облечени во силата на Светиот Дух, правејќи чуда, се уште ја имале оваа предрасуда. Ние сами по себе не се осмелувале. Иако Христос рекол, ке ми бидете сведоци не само во Јудеја, Галилеја, Самарија, туку по целиот свет, тие самите не се осмелувале да проповедат, да се дружат или да имаат било каква работа со необрезаните. Требало, значи, со еден Божи сигнал да се отвори таа врата. И ова представува вториот Петров клуч за кого зборував и мијатата година во неколку наврати. Кои беа тие два клуча што Господ му рекол дека Петар ќе ги добие? Тебе ќе ти ги дадам клучевите од Царството Божие. Првиот клуч беше што? Кога го примиле Светиот Дух на Петдесетница, пред да се крстат 3000 души во Ерусалим, во истиот ден, што се случило? Апостол Петар одржал проповед на тоа мноштво јудејци, не само жители на Ерусалим, туку и мнозина дојдени поклоници од диаспората, обожаватели на единствениот вистински Бог. Значи, тоа беше клуч. Преку Петровата уста почна да се проповеда Евангелието веднаш откако црквата го прими Светиот Дух. А кој е вториот клуч? Што Петар го добил? Повторно преку Петровата уста почнало да се проповеда Евангелието овој пат на незнабожците. Тоа се тие два клуча. Се разбира, од ова настанале погрешни толкувања, дека Петар наводно е поголем од останатите апостоли, дека има поголема власт и така натаму, што сето тоа одвело милиони христијани во отпад до ден денес. Понатаму продолжува Петар и вели: но мене Бог ми покажа ниеден човек да не го нарекувам поган или нечист. Значи, зашто Петар сега без грижа на совест, без резервираност, без некаков страф или срам или не знам што, зашто влегол и зашто се наоѓа во домот на римски офицер и неговите домашни, и неговите војници, слуги и така натаму. Зошто се наоѓа таму? Затоа што Бог му покажал дека ниеден човек не треба да го смета за поган или нечист. Значи, повеќе тие, конкретно овде римјаните, и македонците, и грците, и сите други народи потоа, повеќе тие не се погани, Господ вели. Дотогаш и Петар и апостолите мислеле дека само јудејците се чисти, останатите се погани. Но Господ ми покажа ниеден човек да не го нарекувам поган или нечист. Конечно тоа и значи она визија што ја читавме порано. Оној сад од небото со големо платниште, врзано за 4 краишта и полно со разни 4 ножни животни, зверови, влекачи, земни, птици небесни, од кој што дошол глас кон Петра, велејќи му: Петре, стани, заколи и јади. Самиот Петар се чудал после тоа, што ли ќе да беше ова, што ли значи се ова, нели? Прочитавме таму дека тоа се повтори 3 пати и садот пак се крена кон небото и во 17 стих прочитавме: и додека Петар беше во недоумица што значи тоа видение. Значи, поминале многу часови, па додека
пристигне од гласниците од Корнели во Јопа, па додека тој се подготви на пат од Јопа да отиде во Кесарија. Поминале многу часови, додека Петар не разбрал што значило тоа видение со садот, со животните и заповета да стане и да ги јаде сите тие нечисти лазачи, што ги видел. Значењето на сето тоа е, Господ ми покажа ниеден човек да не го нарекувам поган или нечист. Зошто? Зато што веќе Христовата смрт воведува нова ера. Нов почеток на човештвото и веќе се брише разликата меѓу евреи и јазичници. Бидејќи со Христовото воскресение настапува нова ера. Нов почеток. И пред Бога се сега сите исти. Нивната судбина зависи од тоа како ќе се постават кон Евангелието, како ќе се постават кон Христа. Продолжува Петар и вели, 29 стих, затоа кога бев поканет, дојдов без двоумење. Зошто без двоумење сега, а тогаш пред тоа табу тема. Никаков допир со незнабошци. Затоа што Бог ми покажа. Кога Бог нешто ќе ви покаже, тогаш нема двоумење. Тогаш нема несигурност. Кога Бог нешто ќе покаже. Затоа кога бев поканет, дојдов без двоумење. И сега ве прашувам, зошто ме повикавте? Не знал Петар зошто го повикале. Се разбират ка знаа. Но сака да чуе одново сега од устите на сите тие присутни, насобрани таму, во римскиот гарнизон во Кесарија. Седиштето на римската провинција Јудеја. Седиштето на римскиот прокуратор. Сакал да чуе од нивната уста зошто го поканиле, зошто го повикале. За да може со уште поголема смелост да им го благовести Евангелието. И Корнелиј одговори, пред 4 дена се до овој час постев, а во 9-тиот час се молев во својот дом. Значи, цел ден постал до 3 попладне, и тогаш во 3 попладне во терминот на вечерната жртва, одеднаш пред мене застана човек во светла облека. Кој е тој човек? Тој човек не е човек. Тој човек во светла облека е Божји ангел. И ми рече, Корнилиј, твојата молитва е вослишена и за твоите милостини Бог си спомна. Затоа прати некого во Јопија и повикај го Симон, наречен Петар. Тој сега престојува на гости кај Симон Кожарот покрај морето. Затоа јас веднаш пратив луѓе по тебе и ти добро направи што дојде. Сега пак, ние сите стоиме пред Бога, за да слушнеме се што ти е од Бога заповедано. Многу интересен начин. Корнелиј е жеден за Божјата реч и верувам дека сите вие може да се сетите што значи тоа. Да се биде жеден за Божјата реч. Како да се уште има, може би, некоја резерва кај Петар, или некој страф, или да не се предомисли случајно па да си отиде. Сака да го охрабри. Може би, прашањето на Петар, зашто ме повикавте, малце делувало збунувачки. Сака да го охрабри, слободно да ја зборува вистината и сака да го обврзе. Сакаме да слушнеме се што ти е од Бога заповедано. Значи, немој да ни кажуваш што ти мислиш, ти сакаш,
туку што Бог ти заповедал. И еве тоа е уште еден критериум за препознавање на вистинското евангелие од многу лажни науки. Исус им рече на своите ученици, читаме Матеј 28 глава. Одете, што им заповедал? Одете и научете ги сите народи, што? Се сеќаваме? Како гласи тој 19 стих? Ајде се подсетиме. Бидејќи и овој стих станал проблематичен стих за многу адвентисти. Матеј 28, 19. Бидејќи таму Господ го споменува Отецот, Синот и Светиот Дух, во чие што име учениците требало да ги крштаваат народите. Одете и научете ги сите народи, крштавајки ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух и учејки ги да пазат што? Се што сум ви заповедал. Значи, што Христос заповедал. Што е Божја заповед. И ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Корнели сакал тоа да го слушне. Што Господ ти заповеда, Петре? Кажи ни. Не што вие евреите мислите. Што Господ ви заповеда. Тоа сакаме да го чуеме. Не сакаме човечка наука, не сакаме човечка филозофија, не сакаме човечки докторат. Сакаме да слушнеме не теолог, сакаме да слушнеме Господ што ти заповедал, бидејќи тоа е спасоносно, тоа е вечен живот. Сигурно Петар се почувствувал многу слободен после ова. И 34 стих вели: тогаш Петар ја отвори устата и рече: навистина сваќам дека Бог не гледа на лице. А зарем беше тешко тоа да се свати? Уште кога Господ рекол дека не гледа на лице? Дали тогаш рекол на почетокот на Новиот Завет? Уште кога Господ рекол дека тој не гледа на лице? Се сеќаваме. При изборот на Сауловиот наследник на Израелскиот престол беше испратен пророкот Самуил и последниот судија во Израел во домот на Јесеј. Бидејќи му беше речено, еден од неговите синови ќе биде следниот цар на Израел, избраник по Божијата волја. И што помислил Самуил? Му пристапил на првиот син, силен, мажевен, висок, воинствен, како велат србите, даса човек. И Господ му рекол, не е тој. Разочарување за човечкиот ум. Па вториот, па третиот, не е тој, не е тој, не е тој. И Самуил веќе се зачел, шо е ова се? Бидејќи се наредиле сите синови што му биле представени. Како е сегова можно, па сите, како може сега ни еден? Се шегува Господ. Имаш случајно уште некој син? И што му одговори Јесеј? Абе, има. Имам уште еден. Ама тој
Не, кој мислеше дека е за него? Тој не е баш син. Бил баш син, се разбира. Меѓутоа тој беше најмалиот и овчарче тој, не личи тој на војник или на царпа. За да биде царпа треба на војник да личи. На мажиште треба да биде. 17 годишно момче. Сега благо, че има 25 години. 26. Ми остана саатот на 25. Да, бе, 6,28. Да, 26. 26 полни. Неверојатно. 17 годишно овчарче. И е уште еден. И да не ја должиме тука приказната, тогаш Самуил ги слушнал Господовите зборови, зашто Господ не гледа на лице, туку гледа на срце. Тоа што луѓето не го гледаат. И Давид беше прогласен за цар според Господовото срце. Што значи тоа? Ни откри духот на пророштвото, човек кој што беше подготвен да се покае и за секој свој греф, голем или мал, не безгрешен човек, туку човек според Господовото срце, значи човек кој што е спремен на Божiji укор да се покае. Далеко се овие денешни гадови кои што се нарекуваат израелци или евреи од срце на Давид. И не издржа, па кај не издржа и во саботен ден ја нападна Асирија, синоќа. И саботата веќе не име света. Да започнат ново воено злосторство. Навистина сваќам дека Бог не гледа на лице, туку напротив, нему му е мил во секој народ оној кој има стравопочет кон него и постапува праведно. Се разбира, има многу вакви евреи, слава на Бога, има многу вакви незнабожци, поранешни, од разни народи. Тој им го прати на синовите Израелови словото, благовестувајќи мир преку Исус Христос, кој е Господ на сите. Вие знаете за сето она што се случуваше по цела Јудеја, почнувајќи од Галилеја, по крстевањето што го проповедаше Јован. Како го помаза Бог со Дух Свети и со сила Исус од Назарет, и како тој одеше вршејќи добри дела и исцелувајќи ги сите што беше ги нападнал ѓаволот, зашто Бог беше со него. Како ја почнува Петар оваа проповед, првата негова проповед пред римјаниве во случајов? Да се сетиме малку на првиот клуч. Како почна проповедта негова на Педесетница? Првата проповед што ја одржал кон евреите, после примањето на Светиот Дух. Ајде, тоа лани го зборувавме, пред цели година дена. Да се сетиме како ја започнал таа проповед. Да, прво започнал, бидејќи овие рекле дека се напиле сладко вино. Па тоа беше поводот да им каже дека не се напиле сладко вино во третиот час, односно во 9 наутро. Туку ова се предскажаните зборови од пророкот Јоел, дека Господ во последно време ќе го излее својот дух и така натаму. И
таму во 2 глава, 22 стих, луѓе израелци, слушнете ги овие зборови, Исус од Назарет, човек посведочен пред вас од Бога со сили, чудеса и знаци, кои, како што и сами знаете, ги направи Бог преку него. Значи, на некој начин слично ја почнува својата проповед, првата проповед кон римјаниве во Кесарија, но тука го споменува Јован, го додава Јован, како предходник Исусов, бидејќи сите знаеле и за Јован, и римската власт, и останатите жители на Палестина, на Јудеја, и оние што не биле евреи, слушнале за Јован, слушнале за неговите проповеди, слушнале за неговото дело, за неговите крштавања, за неговата мисија, па и за неговата мученичка смрт. Потоа. Но тука фокусот се на Исуса, фокусот е на Исус од Назарет. Тој беше посведочен и од Јован, Господ го помазал со Дух Свети, и тој одеше вршејќи добри дела и исцелувајќи ги сите што беше ги нападнал ѓаволот, зашто Бог беше со него. Ги подсетува Петар и овие слушатели на оно што и тие веќе многу добро го знаеле, бидејќи таму живееле, таму биле на служба, во таа провинција. А некој од нив, бидејќи во Евангелијата читаме за некои безимени римски капетани, чии што слуги Христос ги исцелил. Еден од нив па покажал поголема вера од израелците, кога рекол: Господе, не мора да доаѓаш под мојот покрив. Само дади наредба и демоните и 50 километра од тука оддалечени ќе избегаат. Болеста ќе избега и мојот слуга ќе биде исцелен. Биле сведоци на овие Христови дела. Петар не им кажувал тука ништо ново. Но потврдува, и ние сме сведоци за се што направи тој во земјата јудејска и во Ерусалим. Него го убија. А на 50-ница што им кажуваше на израелците? Кого вие го убивте? Тука требаше да го посочи прстот кон нив, за да може Светиот Дух работи на нивната совест. Но сега им зборува на римјаниве и им вели: кого го убија? Него го убија, прекувувајќи го на крст. Но него Бог го воскресна на третиот ден и му даде да се појави. Дали ова беше ново, нешто ново за римските војници? Кои беа првите сведоци на Христовото воскресение? Римските војници беа првите сведоци на Христовото воскресение. После нив, вторите сведоци кои беа? Жените. Апостолите дури кога? Апостолите беа комуњари со членска карта во СКМ. Се до вечерта кога Христос им се појавил. Па и тогаш помислија дека гледаат дух. Тој духот на умрениот се шета по соба. А Тома и Сталин и Ленин вода треба да му носат на Тома. Тој цели 7 дена подоцна беше најголемиот комунист од сите нив. Јас додека не ставам прст, не верувам. Чи не она да видам со своји очи прст да ставам. Но римските војници беа првите сведоци. И да, со славата и светлината на Христовото воскресение, уште на Божиот ангел што се симнал да го скрши римскиот печат, да го турне тонскиот камен што го покривал Јосифовиот гроб. Одеднаш ги бутнал на земја само со својата светлина и ги онесвестил. Колку вредела после тоа, колку можела после тоа да вреди тогашната
еврејска лага, а дошле учениците, го украле телото. Додека ние спиевме. За парички, секоја лага е добре дојдена. И најголемата глупост луѓето ќе ја проповедат, пример дека дедо ми бил мајмун, бидејќи интересно прашање. Но колку вредало сето тоа? Колку вода држи сето тоа? Еврејските главари сами се погрижиле да го обезбедат најголемиот доказ за Христовото воскресение. Да немаше војска, да немаше стражари, да немаше никој на Јосифовиот гроб, многу поверодостојна ќе беше лагата. Дојде учениците и го крадоа телото. Ама сега, со свој камен по глава. Не вреди. Било која приказна дека учениците го украдоа телото, не вреди. А па муслиманска приказна дека Исус се онесвестил, дека не ни умрел. Тоа па колку пари вреди. Колку логика има во тоа. Луѓето може да измислат секакви изговори за да не ја прифатат вистината за Христовата смрт и воскресение. Меѓутоа, ниту еден од тие изговори не вреди. 5 пари не вреди. Залудно ги потрошија тогашните еврејски банкари. Залудно ги потрошија своите пари на римските војници, бидејќи нивната приказна 5 пари не вреди. И овие римски војници беа свесни дека Христос на вистина воскресна од мртвите. Него Бог го воскресна на третиот ден и му даде да се појави, но не на сиот народ, бидејќи сиот народ не веруваше, туку само нам, предизбрани од Бога сведоци, кои јадевме и пиевме со Него по Неговото воскреснување од мртвите. Петар не зборува како теолог, Петар не зборува како рабин, не зборува како учител, Петар зборува како сведок и тоа е она што вреди. Ние јадевме и пиевме со Него по Неговото воскреснување од мртвите. Значи тој не беше дух, тој јадеше и пиеше заедно со нас. И ни заповеда да го проповедаме на луѓето и да сведочиме дека тој е од Бога определениот судија над живите и мртвите. Сите пророци сведочат за тоа дека секој што ќе поверува во Него ќе добие опростување на гревовите преку Неговото име. Интересно е, Петар прво го представува Христа како судија. Ова било прикладно да го чујат римските уши. Бидејќи за разлика од евреите, паганите биле склони кон неморал, кон греф, или како што се изразува брат Зоран често, да си зимаат слобода од законот или во гревот и така натаму. Иако робството на гревот е робство, а не слобода. Но луѓето мислат дека слободата од законот значи право да се греши. Христос е представен прво како судија. Тој од Бога определениот судија над живите и мртвите. Малку страф да им се втера, но оној побожен страф. Оној страф од Бога, без кој што нема ни мудрост, како што вели псалмистот. Тука некако се случува повторно прекин, како и на Стефановата проповед, што читавме порано. Сега Петровата проповед е прекината.
Значи, јас досега сум свесен за 3 проповеди, една Христова проповед во синагогата, која што е прекината, затоа што него демонизиран човек и почнал да вика и да урла. Прекината Христовата проповед на највознемирувачки начин, можеби. Стефановата проповед прекината, бидејќи неговите слушатели, кремот и елитата на израелскиот народ почнале да крцкаат со забите и повеќе не поднесувале, не можеле и не сакале да го слушаат. Но сега Петровата проповед е прекината, тука 43 стих, со еден благопријатен настан. Нешто што ниту самиот Петар, ниту неговите обрезани придружници не очекувале дека ќе се случи. И за нив се случило нешто ненадејно, нешто неочекувано, нешто чудно. Додека Петар уште ги зборуваше тие зборови, Духот Свети слезе на сите што го слушаа Словото. А обрезаните верници што беа дојдени заедно со Петар се изненадија што дарот на Светиот Дух се излеа и над незнабожците. Видете, ангел го повикал, го испратил кај Корнели, влегол, проповедал, Господ му покажал дека нито еден човек повеќе не треба да го смета за поган или нечист, но се уште не престанале сите изненадување што Господ ги спремал. Ова не го очекувале. Зошто не го очекувале? Врз необрезаните слушатели да слезе Светиот Дух. На ист начин, како што слегол врз учениците на Педесетница. Зошто не го очекувале? Бидејќи се до тогаш и во самата апостолска црква, значи во самата христијанска црква, важало правилото. Се разбира, само евреи до тогаш се крштавале, но, односно јудејци по вероисповед, но се крштавале со вода, прво беше тоа, и потоа што? Ако се вратите во 8 глава и читате, потоа апостолите треба да испратат некој од нив, значи апостол, кој што со полагање на раце ќе го повика Светиот Дух да слезе врз нив, врз крстените со вода. Тоа било правилото до тогаш. Прво крштевање со вода, а ако биле мажи, се подразбира да биле обрезани. Например, Етиопската православна црква и Коптската црква до ден денес имаат обичај, машките деца прво ги обрезуваат, па ги крштаваат. Веројатно тие две цркви, како и Александреската, бидејќи се многу рано потекнуваат уште пред Ерусалимскиот собор, се вели дека 42-та година е основана црквата во Александрија. Само една деценија по Христовата смрт, пред Ерусалимскиот собор, пред да се дискутираат овие прашања, обрезание, необрезание и така натаму. Но, крстени со вода, па дори потоа, со посебен чин на ракополагање од страна на апостолите, примање на Светиот Дух. Цела Самарија се крстила со се Симон Маг, од раката на Филип, евангелистот и ѓаконот, чии што сите 4 ќерки го имале духот на пророштвото. Ама тие крстените, за да го примат Светиот Дух, апостолите требало да дојдат и со полагање на раце да го призоват врз нив. Но сега Господ направил нешто изненадувачки и неочекувано и за самите христијани. Што? Светиот Дух падна врз овие кои што не само што не се обрезани, туку се уште не биле крстени, ниту со вода не биле крстени. Духот веќе прво биле крстени со Светиот Дух.
ова било големото чудо кое што ни Петар не го очекувал. Зашто ги слушаа како зборуваат на равни јазици и го возвеличуваат Бога, тогаш Петар рече: може ли некој да ја забрани водата, за да не бидат крстени оние кои го примија Духот Свети како и ние? И им заповеда да бидат крстени во името на Исус Христос. Потоа тие го замолија да остане кај нив неколку дена. Какви муабети воделе со Петар тие неколку дена, можеме да си претпоставиме. Навистина, славен настан, последна едноставна Петрова проповед. Господ направи преседан. Тогаш скршнал од правилото кое што важело во апостолската црква. Прво крштевање со вода, а потоа со дух. Сега, оние незнаборци кои што поверувале, првите незнаборци кои што поверувале во Христа, веднаш го примија Светиот Дух. И затоа апостол Павле им пишуваше на Галатјаните во 3 глава првите стихови. Кажете ми само една работа. На кој начин го примивте Светиот Дух? Како го примивте Светиот Дух? Преку послушноста верата или преку делата на законот? Дали направивте некој обред, некоја церемонија, дали некој ве обрежа, ве крсти, положи рака на вас, дали направи некој обред, некоја законско дело, за да го примите Светиот Дух? Не, незнаборците директно го примаа Светиот Дух, уште тогаш кога поверува, кога првпат поверува. Дори потоа крштевање со вода, членство во црква и сите други церемонии. Верата беше на прво место. И само со верата се отклучуваше, се отвораше вратата на благодатта, на ризницата на Господовата милост за сите оние што поверувале. Од тогаш па до ден денес, до наше време. Нека му е фала и слава вечно. Амин.